се наоѓаме во предворието на објектот каде што се произведуваат, се надевам, познатите целувки и локум од Тагас Балкан. Да. Па јас сум всушност 4-та генерација на локумопроизводители и одлучив да се посветам на овој фамилиарен бизнис сега веќе, од причина што рецептот останува во рамките на фамилијата. Всушност никогаш и не бев одделен од овој занат. Се што произведувавме во куќата на мојот дедо и мојата баба, така што на горниот спрат живеевме, а на долниот спрат ги произведувавме овие сладки. Локумот и целувките си го нашле своето место во самиот град Крушево, па се користеле за разни обичаи, што велиме ние и за добро и за лошо. Денеска сме препознатливи по тие производи. Крушевскиот локум заедно со архитектурата, мислам дека се знаменитости на Крушево. Рецептот е ист. Она што е сменето е начинот на обработка, начинот на производство. Претходно се одело рачно, сега дел од тоа производство е заменето со машинско. Ваквите мали, не би рекол ни мали, нано компании, бизниси, всушност се рбетот на нашата економија и ние како општество и како држава треба да си го промениме својот менталитет и да престанеме својата екзистенција гледаме во некоја државна работа, да почнеме да бидеме се повеќе и повеќе креативни, со тоа да допринесеме и за наш развој и за општествениот развој. Жал, се повеќе и повеќе млади ни ја напуштаат државата. Ние треба да бидеме свесни како општество, како држава, дека не поседуваме поголем потенцијал од човечкиот. Човечкиот потенцијал е нашето најголемо богатство. На младите би им порачал да пробаат први да си го најдат местото под сонцето тука, бидејќи каде и да отидат, тие ќе бидат оттуѓени од грудката, од своите блиски, од своите роднини. Би ги охрабрил да го искористат секој момент како би се доедуцирале, како би се информирале кои се нивните можности да останат во својата држава, да започнат нешто свое, а не од старт да размислуваат да го завршат своето образование тука и да заминат некаде по белиот свет, каде што пак ќе повторам ќе бидат секогаш странци.